2 месеца од примената на мерката за засилен отстрел на диви свињи поради спречување на ширењето на болеста африканска чума, за сега без официјална информација од надлежните, конкретно Агенцијата за храна и ветеринарство, за ефектот од истата. Сведено во регионални или кочански рамки нема податок колку диви свињи вкупно се отстрелани, колку лабораториски анализи се направени и какви резултати се добиени. Од друга страна, меѓу ловците и граѓаните засегнати од состојбите со пандемијата кај овој вид на дивеч, кој има импликации и кај одгледувачите на свињи, кружат неофицијални информации за тоа во кои реони е откриена болеста. Според едни извори во атарот на селото Јастребник наводно биле пронајдени 4 угинати диви свињи како последица на африканската чума, што е аларм кој опоменува и загрижува. Според други, најраширена е болеста околу селата Главовица и Цера, каде од примероци од месо од отстрелани животни, позитивни односно заразени, биле најмалку 10. Проблематично во борбата против африканската чума е што ловот не се организира според прецизните упатства на Агенцијата за храна и ветеринарство, кои меѓу другото предвидуваат присуство на инспектор и ветеринар, што реално малку концесионери го можат и го практикуваат. Практично се остава на совеста на ловците. Дали секој отстрелан примерок ќе го пријават и ќе го третираат според насоките. Ваквата ситуација предизвикува дилеми меѓу ловците и граѓаните, кои дури се доведени во дилема дали да му веруваат на тоа што го слушаат или да го остават во доменот на шпекулациите. Многумина се прашуваат зошто во време на мобилни телефони со камери не се фотографираат угинатите животни како некаков доказ. Уште повеќе ако африканската чума е толку распространета меѓу дивечот, зошто не се организираат масовни хајки кои се поефективни, но и овозможуваат увид на отстреланите примероци.